Дали полиција има стопирано ѓубретарка да провери што возат ѓубретарките ноќно време во трета смена? Ајде открите ни се. Не можам, јас не сум истражен орган, нити сум полиција. Меѓутоа, таквиот начин на однесување и блискоста на одредени полициски структури со бандитскава криминогена група да се на ниво на брат, не сме се виделе како се, што се, викни го овој, викни го оној, високи полициски структури. Дали мислите дека они за 34% ноќен труд работеа и толку грчевито се бореа да останат ноќна смена само? Не ви е малце чудно? Имаше страшни закани кон мене и моето семејство. Они викаа дека нема да попуштат во никој случај. Јас им кажав дека може крв да падне до колена на сред возен парк пред комунална хигиена. Јас нема да попуштам. Они постапија така како што постапија, ги блокираа камионите. Ноќта буквално одеа кај луѓето кои што се прва смената, им се закана да не возат ни прва, ни втора, ни трета. На едно лице вработено во комунална хигиена му ја дигнаа колата ноќта во воздух, значи ја запалија во чаер. Тоа беа 3 пеколни ноќи за комунална хигиена, меѓутоа на крај успеавме да ја извојуваме победата и да ја разбиеме таа криминална банда која што правеше она што она намислила да прави.